Неџмедин Усеинов е еден од стотина жители кои живеат во импровизирани живеалишта во централниот дел од Скопје, а кои се невидливи за државата. На температури околу нулата, тој и неговите соседи се греат на пластика, алишта, мебел, врати, палети. Да, еве такви дрва носиме. Од овие креденци, од овие кујни, така, од тие палети. Ама имат и со нафта имат овие палети, тие смрдат натре кога палиме. А ние да имаме услови, да имаме никој да ни помага, да си земаме тие дрва, значи 2-3 дрва ќе ставиш, по 2-3 сата држат. Ама немаме услови ние за тие дрва. Ние сами искочиме по контейнери, ако има дрва, ќе палиме дрва, ако немаме дрва, што наоѓаме? Пластики, тие алишта палиме. Тоа никој не ни помага. Немаме помош од никој. Керка ми се разболел од што по некој пат палиме пластики, палиме алишта. Еве сега прима тоа и халација прима. И сега се трудам малце поише. Носам палети, малце дрва. По некој пат се стеиме у кебина. Немаме. За само 2 часа грејење, ним им треба една вреќа со алишта, бидејќи тие бргу горат. Ево, вие за горене ги носим. Еве, реално ти кажам, за горене ги сечаме, за да фатаме огамет со нив. Освен лакирано дрво и алишта, жителите горат и тврда пластика. Гледаш како чат. Во земја во која не се селектира отпадот, пластика лесно се наоѓа. Овие такви ги гориме. Луѓето живеат во импровизирани живеалишта од даски веднаш до термоелектраната и топлана во Скопје. Ево овде живимо. Нема ни помош, да ти кажем, нема ништо. Овде имамо едно, мали, све си чури овде, кад спаваш, све чури натре, не можеш ни да дишеш, добиеш некој болест ќе добиеш. Овде палимо, ако има дрва, ако нема, ставимо наше свари. Ако ставимо, што имамо, свари, ево, вако, ставимо ово. Ако нема, сад, ќе вадим патики, кундри, стави натри, пали. Неџмедин и партнерката доброволно потпишале да го напуштат прифатниот центар во Визбегово, заедно со децата, бидејќи таму често имало физичко и вербално насилство меѓу бездомниците. Тој е еден од преку 102.000 невработени лица во државата и преживува од контейнери или чистејќи подруми, тавани и отстранувајќи отпадот по куќнина. Граѓаните така се ослободуваат од тој отпад, но со негово горење на друго место, отпадот им се враќа назад во форма на загаден воздух. При согорување со чадовите се испуштаат честички на микропрашина, кои се вбројуваат во 3 групи: PM0,1, PM2,5 и PM10. Како најопасни се сметаат PM2,5 честичките. Професор доктор Дејан Докиќ, директор на клиниката за пулмологија и автор на над 200 студии за белодробни болести, ни објасни дека аерозагадувањето предизвикува почести инфекции, односно настинки, како и дека појавата на карцином на белите дробови кај непушачи се поврзува и со изложеноста на аерозагадување. Најмалите честички допираат до најмалите дишни патишта и до алвеолите. Тоа значи дека тука можат да го исполат своето штетно дејство и нивната поголема концентрација и долготрајна експозиција е асоцирана со почеста појава на карцином на белите дробови. Самите ПМ честички се составени од едно јадро, на кое што најчесто е тоа од јаглен, меѓутоа на него се налепени различни други соединенија, било да се тоа тешки метали или други хемиски, органски соединенија, кои што исто така штетно влијаат кога ќе се налепат на слузокожата од дишните патишта. Неколку студии што се правени во Велика Британија
ние докажавме дека аерозагадувањето кај здравите испитаници предизвикува едно лесно воспаление на слузокожата од дишните патишта. Докторот забележува дека луѓе по враќање од чист воздух на планина во загаден во градска средина се жалеле на печење на очите, печење во носот и кашлица, симптоми кои се должат на лесно воспаление поради загадениот воздух. Истражувањата што тој ги правел во Велика Британија покажале дека лицата кои имаат алергија при изложеност на аерозагадување манифестираат поизразена алергиска реакција. Тоа го потврдува и научно истражување во Кина, објавено во мај 2023 година, за микропрашината и алергиските симптоми кај средовечната и постарата популација, во кое се заклучува дека краткорочното и долгорочното изложување на амбиенталните PM2,5 честички беше поврзано со зголемен ризик од алергиски симптоми во носот и очите, влошување на останувањето без див, предизвикано од алергени и од 2 пати повеќе зголемени алергиски симптоми. таков проблем има пензионираната преведувачка Дафина Николовска. Добар ден, Александър. Браво, драго ми е. Да, во 2018 година го пропуштила првиот роден ден на внукот, мислејќи дека има заразна болест. По прегледите и било кажано дека има развиена алергија поради загадениот воздух. Таквата состојба и влие на рутината што ја има изградено и на квалитетот на животот. Не можам да излезам да возам точак, не можам да излезам да со моето нордиско пешачење што ми е исто, значи тие два облика на физичка активност ги практикувам. Буквално, ако сакам да излезам да се видам со другарка, да прошетам внуци, живот, нели? Морам прво да погледнам на апликација, а некогаш не морам ни на апликација да погледнам, некогаш и воздухот мириса. И тоа ми прави тегоби, почнуваат кашлици, дури и првите 2 години, 3, како беше, и терапија некоја земав, додека не си го фатив јас редот. Еве сега открив дека овие маските KN95 всушност се направени првично за заштита од загадување. Јас мислев дека се направени или за ковид. И баш како ме гледаат овде во околина со маската, неколку од нив ми рекле, загадувањето. Таа, иако е пензионерка, работи со луѓе на личен развој. Плановите од вечер за следниот ден и остануваат на хартија, бидејќи поради кашлањето и растечениот нос е лимитирана во комуникацијата. Кога почнаа да се менуваат температурите, јас малку не изреагирав доволно брзо. Односно, подценив, као, не е страшно. И почна тој процес, а тоа значи упорна кашлица, испрлање некаков шлајм или нешто. Тоа подразбира лош сон, зашто кога заспивам, кога се опушта телото, тогаш поинтензивно се закашлувам, па пола ноќ не спијам, па сабајле ќе се доспијам, па после преку ден кашлам. Тоа се активира особено ако зборувам. Значи пред недела дена немаше да можеме да го правиме. После 3 збора ќе почнев да кашлам, ама кашлање, што да ви кажам, како туберкулозна. И во тој период кога е таа кашлица активна, практично не можам да си ја работам јас мојата работа. Знаете, не можам со луѓе да работам. Јас не сум заразна, нема ништо да им, нели? Ама тоа не е слика на некој што здраво живее. Докторите се едногласни дека изложеноста на загадениот воздух доведува до влошување на состојбата кај лица болни од астма, хронична обструктивна белодробна болест, цистична фиброза, но и кај децата. Значи, тригерира астма, тригерира влошува хронична белодробна болест. Тие деца осасуваат од школа, губат на школа, концентрација, успех, се тоа се отсутство од работа на родителите, се тоа се респектира. Ни треба здраво Скопје. Скопје кај што ќе имаме циркулација на воздух, кај што ќе имаме зелени површини. Загадувањето не е само аерозагадување. Загадувањето може да биде и со тешки метали. Еве, јас се сеќавам
на она што беше со топилницата. Прво, таму имаме статистички многу поголема појава на вродени дефекти. Да видите какви тешки малформации имавме кај бебињата што се раѓа во тој регион, крај кај што беше топилницата. Друго, јас добро се сеќавам на едно истражување кое за жал не беше јавно публицирано, не знам од кои причини, каде што на луѓе кои што живеа и работеа у тој крај се испитуваше урина и преку таа урина се виде дека постојат најрани маркери за бубрежно оштетување, тоа страда бубрежните каналчиња кои што се многу битни. Но за жал тоа истражување не беше јавно публицирано. Прстот е често вперен кон индустријата како извор на аерозагадување. Со експанзијата на градот, тој ги има заобиколено индустриските капацитети, како што покажува оваа стара фотографија. Сега околу Усје се наоѓаат згради и куќи. Експанзијата е затоа што главното финансирање на општините е од издавањето градежни дозволи, комуналии и собирањето данок на имот. Во Скопје има неколку големи индустријски капацитети кои се контролирани од Државниот инспекторат за животна средина и бројни помали погони и сервиси контролирани од градски и општински инспектори. И покрај тоа разграничување на надлежностите, пред една година градоначалничката на Скопје Данела Арсовска објави дека по контрола на градските инспектори ќе поднесе кривична пријава против цементарница Усје. Иако е поминато повеќе од една година, во цементарница Усје немаат добиено пријава од неа, а ние не добивме ни интервју, ниту пишани одговори на темата. Арсовска лани на пресконференција кажа дека граѓаните на градот Скопје недозволиво е да бидат жртви на профитите на неколкумина кои со децении не трујат, обидувајќи се со донации по општините, коруптивно однесување и најразличен вид на влијанија да се амнестираат од одговорноста за загадувањето на животната средина, од кое илјадници граѓани страдаат од бројни заболувања. Како ја коментирате незинава изјава? Не коментираме политички изјави. Вистината е дека цементарница работи во склад со сите прописи и нашите емисии се во рамки на дозволените вредности. Добивме една пријава од Државниот инспекторат на животна средина, другата се уште не сме добили, ако воопшто се појави. Да бидам поточен, на почетокот на 2023 година беа направени ненајавени мерења на емисиони точки во процесот на производство на цементарница Усје, од кои се утврди дека сите емисии од самиот процес се во рамки на дозволените вредности. Единствено спорна беше една позиција, се работи за парен котел, за која и според нас мерењата се не покажуваат на загадување, но тој спор останува да се решава во институциите. Државниот инспекторат утврдил двојно зголемување на азот моноксид и азот диоксид кај котларата. На цементарница Усје и било понудено преку спогодба како што овозможувал законот да плати преполовена казна. Наместо целосен износ од 180.000 евра да плати 90.000 евра. Но до спогодба не дошло, па случајот завршил на суд, бидејќи наводно мерењето било направено со 3 години небаждарен уред. Цементарница Усје смета дека не направила прекршување и нема да плати ни 50% ако не направила прекршување. Ако направила прекршување, ќе плати колку што треба. Постапката е во судот, значи уште не сме повикани во судот. Цементарница не го прифати спогодувањето кое што се одвиваше кај Министерството за животна средина и просторно планирање. Имавме надминување на азотните оксиди за 2,5 пати. Во тој дел беше загадувањето, во останатиот дел, каде што имавме технолошки процес, немавме надминување на сите 10 мерни точки. Правниот субјект прифати постапка на спогодување, но потоа не го потпиша записникот за спогодување и целата постапка се префрли во судот во Скопје. Цементарницата Усје, која постои од 1955 година, со текот на годините е модернизирана и како што тврдат од менаџментот на компанијата, со опрема од германска фирма се мери загадувањето на сите 11 испусни точки. Во часите имало сонда која секоја секунда испраќала податоци од кои се прават просечни дневни вредности.
кои се објавуваат еднаш неделно. Тие податоци не покажуваат загадувања над дозволеното. Во цементарницата 2 години се горел увозен отпад од Италија, кој не можел да се рециклира. Дозволата била за 35.000 тони годишно. Тоа течеше скоро 2 години, од 2018, помалку од 2 години, во почетокот на 2020 година настана измена на законот и беше забрањето увезување на отпад кој треба да се користи енергетски. Од тогаш не се користи увезено гориво од отпад, туку се ориентиравме на добивање домашни гориво од домашни извори на домашни фракции на отпад. Користиме лушпи од ориз, лушпи од кафе, текстилни остатоци од кроење, картони и амбалажа кои не може да се рециклираат. Генерално, тоа се материјалите кои се користат. Побаравме да го видиме тој отпад од текстилни материјали кои останувале по лон производство или производство во автомобилската индустрија, но не ни беше дозволено. Директорот уверува дека контролите над каенините се правеле пред издавање на дозволата, а се правеле и од време на време по случаен избор. Кога е нешто спакувано, не знаеме внатре содржината каква е, а бидејќи постои мафија со ѓубре која пробува во источноевропски земји да го пласира својот отпад, дали мислите дека можеби треба да правите такви контроли да видите внатре да немате и друг материјал освен Ние ќе текстил? да знаеме веднаш дали има некои работи кои нема да не одговараат за употреба. Генерално разговараме за сериозни странски инвеститори како компании, значи кои шијат за автомобилска индустрија, за други текстилни производители. Од Германската федерална агенција за животна средина бевме информирани дека во статистиката за надворешната трговија со отпад, Македонија се јавува со мали количини во однос на целиот германски извоз, но тие количини се главно текстил. Бидејќи не може јасно да се направи разлика меѓу текстилни отпади и секонд-хенд облека, се поаѓа од тоа дека тука се работи за второто. Бидејќи скоро имаше проблеми со експортот на секонд-хенд облека од Европската Унија, во моментов се работи на правила за конкретизирање на разликувањето од текстилни отпади. Нелегални извози не можат да бидат исклучени. Во Македонија е забранет увозот на отпад како гориво. МВР во минатите 2 години има откриено 24 диви откупни центри на отпад во Скопје, но нема евидентирано случај на вмешаност на индустријски капацитети во нелегални активности со отпад. Текстилниот отпад што се гори во цементарница Усје, или околу 4000 тони годишно, е дел од алтернативното гориво од отпад што заменувало 5% од енергијата потребна за производство. Во алтернативно гориво спаѓа и пластиката. Оној отпад кој не може да се рециклира, треба или да се депонира, што е најлоша опција, или да се употреби енергетски. Под пластика подразбираме етикети, например, од амбалажа, она пластика за еднократна употреба како чаши за пиење вода, кафе, такви фракции се. Генерално дводимензионални фракции, лесна пластика, нема ништо масивно. Најгруба проценка е дека после тие 5% алтернативно гориво, кои уствари се последните, се користи природен газ и мазут до околу 2 до 3%. Тие служат само за загревање на процесот после ремонт, после застој. Остатокот е петропокс. Може на периоди да биде јаган. Значи 5 и 3 се 8, останатите 92% се петропокс и јаглен. Откако гасовите создадени при согорувањето на 2000 степени ќе поминале низ вреќи со филтри, се мерело загадувањето. Ако јас ставам инструмент зад вашата ограда, вие сте криви за PM10, а може би комшијата нешто друго. Може би стена раскрсница. За таков PM10 разговараме. Значи тоа што воздухот во Скопје бил тој ден, не знам кој, со повисок PM10, тоа е вистина лошо. Ама не значи дека ние сме криви. Добро, сакате да кажете, значи тоа загадување, односно тие PM10 тоа зголемено ниво на PM10 честички не било од вас, туку од комшилукот, од окружувањето. Од повеќе фактори, да кажеме. Може сме и ние дел од факторите, да кажеме дека ние сме. Ако ние сме во ред на нашите емисиони точки, како ќе станеме поголеми надвор?
Додека државни институции информираа дека цементарница Усје и Макстил одлучиле да не работат за да се намали загаденоста. Во Усје не информираат дека секоја зима прават ремонт поради намалената побарувачка на цемент во тој период, а од Макстил не информираа дека додека во валавницата се работи секој ден континуирано во 3 смени, челичарницата работи околу 15 на дена во еден месец поради двојно поголемиот капацитет од валавницата. Така беше во изминативе 5-6 години и се надеваме дека така ќе продолжиме и во иднина. Во конкретниот период, челичарницата ќе работи од 12 јануари до 26 јануари. И Макстил постојано го контролирал аерозагадувањето од 2 оџака и податоците како месечна вредност се објавувани на страницата на фирмата. Макстил досега не бил казнет бидејќи немало утврдено аерозагадување. Макстил користи исклучиво електрична енергија, топлинска енергија добиена од природен газ и занемарливо малку хемиска енергија добиена од кислород. Не користи и не користел ниеден друг вид енергија. Филтерската прашина компанијата ја извезувала во странство, последен пат во Јужна Кореја, каде од неа се вадел цинк. За коварината и троската компанијата бара извоз во некоја земја во регионот. На другата страна од градот во Скопско Батинци е депонијата Дрисла, која во минатото беше често посочувана како извор на загадување поради палење медицински и друг отпад. Иако ни беше ветено интервју, него не го добивме. На сајтот на депонијата во документ од февруари минатата година стои дека и инсенераторот од 2001 година, кој беше често присутен во медиумските извештаи дека одамна не ги исполнува ЕУ стандардите, се користи за согорување на медицински отпад, лекови со поминат рок, хартија и растенија. Во селото бевме во септември минатата година и можевме да ја почувствуваме силната миризба од депонијата. Не можат луѓето да поднесат, чак почнаа луѓето да се иселуваат во странство, и само доаѓаат преку лето овде 15 дена на одмор. Доста луѓе има што се иселени, има луѓе што отишле на азил, барал азил во друга држава, бараме азил затоа што немаме воздух, затоа што имаме загаден воздух и затоа што палат медицински отпад, донесуваат хемиски материјали од разни фабрики, отпад од хемиски материјали и се фрла како шут. Граѓаните во меѓувреме и протестираа, па по 3 месеци отидовме да провериме дали има некаква промена. Сегде реагиравме. Значи, нема каде не испративме документи. Испративме до градоначалничката на Скопје, Данијела Расовска, испративме документи до Министерката за екологија, никој не прими. Никој досега не прими. Колку е оддалечен центар на градото од Дризла депонија. Центар на градот е оддалечен 5 километри. Центар на градот е оддалечен 5 километри, воздушна линија, значи аеродром е оддалечен 3,5 километри, Драчево е оддалечено 2 километри, воздушна линија, а експертот за воздух ни кажа дека до 30 километри околу Дризла депонија може да го носи тоа загадување и ние се плашиме дека тоа загадување е канцерогено. Оваа чешма Сених ја направил во чест на својата мајка, која ја загубил поради канцер, а во моментов од истата болест е болен и неговиот татко. На главната улица у 100 куќи, таму гледаш тие 100 куќи што се, нели таму се акумулира највише тој воздух. Таму за последните 10 години или 12 има изумрено околу 25 луѓе и моментално 9 се болни од таа страна. Од 9 луѓе се болни од таа страна. Само на главната улица. А ова село брои околу 2500 куќи. Активен мониторинг во депонијата нема. Во селото се поставени неколку од стотината мерни станици во Скопје, купени од холандјанецот Александер Долстра. Тој од пред скоро 4 години во Македонија. Во септември лани ни објасни дека поради административни пречки, во 2022 година останал во загаденото Скопје. Тоа го натерало да се бори против аерозагадувањето. Во време кога почнува загадување, искачам од земјата и почнав лично да се нервирам и го почнав проект. Тој, искрено да ви кажам, беше од нервоза, од неубаво. Се јавив на некакви пријатели што имат фирми тука, Барт, Карстен, заедно собравме пари, ги купивме сензори,
И ја почнав да ги ставам. Така почнав. Без некој визија, без некој идеја, искрено да ти кажам, него само од нервоза што немаше мерни станици, што немавме доказ од кај е потекло загадување. И така све почна. По неколку месеци, Александер и неговата сопруга Ива со помош на студенти создадоа софтвер и апликација преку која ќе се пријавува загадување до градскиот инспекторат, со внесување на местото и фотографија од загадувањето. Ние со нашите пари, со парите од нашите другари, што нас не поддржаат, правиме некој форма на промена. А тој лично. Никој од владата, никој од град, никој од општина нас не помага. Финансиски не сме поддржани од никого, исклучиво со лични средства и со средства од холандски компании. Планираат оваа година градот да има околу 220 уреди, а низ целата земја вкупно 340. Имало и незаинтересирани за нивната намера да се откријат изворите на загадување. Не игнорираат. Да. Одивме на состанак во Кисела вода, одивме во аеродром и во совет е поминато и кога требаше да се достави, не игнорираат. И немате одговор? Немаме одговор. Ја многу пата сум се јавал, сум пробал и преко врски да достигнам до градоначалник. Види една од најзагадените општини. Да. Тачно. Па најверојатно не сакаат да го решат проблемот и не сакаат да се утврди од каде точно доаѓа загадувањето. Зошто иначе, бидејќи целата работа, ние ги купивме сензорите, ние ги донесовме од Холандија, ние сами ги монтираме. Да. Цело лето додека сите беа на одбори, ние местевме сензори. Откако сте ставиле мерна станица во цементара и тие станале свесни дека некој ги контролира, дека загадувањето таму според вашите мерни станици за 30% помало. И повише. И тоа е вистина. Да. И тоа е вистина. Прифатиле, ставиле нови филтери, ни дале и пристап. Секој ден 24 сата имавме пристап да одиме кај Усија, да разгледаме дали има таму некој проблем. Треба да се прави и моабет. Не е само Усија е криво, или Железара е криво, или Дрисла е криво. Не. Прави прво моабет. За карање имаме време. Достра не може да разбере зошто се трошат пари на некои автопати, наместо да се вложат во еколошко грејење. Не работат на квалитет, на подобрување на квалитет на живот за граѓани. Тој многу ми е жално. Мислам, мене стварно ме погоди во срце, пошто знам вистински од 43 години што сам живеал надвор од Македонија, да кога држава се потруди за граѓани, многу поубав квалитет на живот станува. И ние во Холандија имаме проблеми, али заедно ги средиме. Дирк Јан Коп, наш амбасадор од Холандија, е един човек што толку гласно и толку јасно кажува што е проблем. Не е проблем граѓани, не е проблем нешто, него нема желба, ако нема соработка, и соработка е мито или некој пара, ако не зимам паре, не га правам. Или со притисак, али надворот тој не га прават. И сега они не се замарат, пошто тамо нема пари. Мислам, вистински тамо нема пари. Пошто ако га средам проблем со чист воздух, од каде ќе имам милиони да си ги набутам мои џепови. Мислам, нема тама. Истото го забележува и Горјан Јовановски, собственик на апликацијата AirCare и градски советник од Зелен Хуман град. Има цел комплексен проблем овде, кој што е вмрежен со корупција и, бидејќи јас не верувам дека сите тие се некомпетентни да го решат овој проблем. Јас верувам дека има многу паметни луѓе кои што се поставени на одредени позиции. Едноставно не сака. Мислам дека вмрежено во корупцијата и кратковидноста која што има политичарите кај нас. Тоа што јас можам да видам внатре и во Советот на градско, но и во соработка со другите институции, е колку сме кратковидни. Гледаме да добиеме поени на краток рок. Каде бевме овие 10 години ние да седнеме да направиме реален план за решавање на загадувањето, да ставиме огромен број на средства, државни буџети во тоа, за да покажеме со бројки, видете, стана подобро. Не, стана полошо.
Европската агенција за животна средина, која е агенција на Европската унија, кон крајот на минатата година објави дека во 2021 година 4980 смртни случаи во земјата се припишуваат на PM2,5 честичките, а други 600 на загадување со азот диоксид и озон. Прашавме во оваа агенција како воздух дишат граѓаните. Фокусирајќи се на ситните честички или PM2,5, загадувачот на воздухот кој се смета за поштеден за здравието на луѓето. Националната состојба е лоша, бидејќи во последниве 2 години најмалку половина од мониторинг станиците кои доставуваат податоци до Европската агенција за животна средина имаат просечни годишни концентрации над граничната вредност на Европската унија од 25 микрограми на метар кубен, и сите имаат просечна годишна концентрација над препораката на Светската здравствена организација од 2021 година од 5 микрограми на метар кубен. Слична е ситуацијата и за PM10 честичките. Губиме 5600 луѓе годишно од ова, кои што збројки се накачуваат, беа 4000 порано, сега сме 5600. Едноставно не се важни другите проекти. Не се важни другите проекти кога имаме толку големо губење на човечки живот, а не се наоѓаме во воена состојба. Институциите знаат да зборнат на темата загадување само кога не е загадено. Само во зима. Дојде и сега ќе збориме, сега загадување, чекај сега итни мерки, бесплатен јавен превоз. Тоа воопшто нема да го реши проблемот, ниту на долг рок, ниту на краток рок. Ако ние низ целата година не работиме на спремање за сезоната со загадување, џабе ние кога дојде, тогаш да сме активни, тогаш да се бунтуваме. Бунтување имаше и за рангирањето на Скопје како еден од најзагадените градови во светот. Отидовме во швајцарскиот град Арбон за да разговараме со сопственикот на компанијата која ја прави оваа листа. Мерливите податоци ги добиваат од сензори на терен, а таму каде што ги нема користат моделни податоци добиени од сателитски снимки. So at IQ Air, we collect data from over 30,000 data sources around the world. Some of those come from governments. Many of those today, though, come from other institutions or from private citizens. So we have now a collection of data that comes in real time and is able to give us a good picture of the world in terms of air quality. And we generally see that the air quality in winter is of big concern in the Balkans. And this obviously has to do with a lot of heating going on, a lot of fossil fuels being burned, and in winter an inversion layer which keeps all of this air pollution down. A good example for that is Skopje and other big cities in the Balkans. Температурната инверзија значи дека наместо да следи нормалниот тек од потопол воздух кон поладен и ладен воздух, се случува потоплиот воздух да е помеѓу поладниот и ладниот воздух, со што се оневозможува нормалниот тек кон атмосферата. Податоците за Скопје ги собираат од 2017 година. I think Skopje started out from a bad point in terms of air quality. It has gotten better over time, so I think there is hope. Every year it gets about 1 to 2 micrograms better. So there's a small improvement coming. I think it's showing that there is a little bit of progress, but I think still it will, if we're going only this slowly, it will take maybe 10 or 20 years to achieve an air quality that's more acceptable. The households are a big problem of air pollution in Skopje, especially in winter. In many poorer countries, and in countries where maybe the population does not have sufficient access to clean heating materials, trash burning is one of the big problems, especially in winter. And when you burn plastic and when you burn wood, which is substandard, the challenge is you're producing up to 10 times more air pollution than you would, for example, with gas or with a very clean burning fuel. And we can see that some of the industry players around the world are actually doing some of the burning at night to hide that activity from the public authorities. And so you have to look at the information from air quality monitors in real time to see, sometimes you see the spikes at night of air pollution being generated.
Во последниот извештај од Европската комисија за напредокот на Македонија се забележува дека не е направен никаков напредок во законодавството и ограничен напредок во мониторирањето на квалитетот на воздухот. A message to governments is that air quality monitoring, if you have real commitment, is not so difficult. And we have a good example. We have the Ukraine, especially Kiev, who really obviously within the war now have a very difficult time, but they actually added more stations in air quality monitoring than before the war. So it shows you, even under very difficult circumstances, if people get together and they decide on the right priorities, they can make a big difference in terms of identifying air pollution and improving air quality with monitoring. Air pollution has no borders. It can move freely with the wind. We can see actually that air pollution can move around the world. So it's not surprising that even within the West Balkans, you have air pollution moving from one city to the other, depending on wind conditions, and even from one country and one region to the next. Експертот вели дека за да се намали аерозагадувањето, потребно е тргање настрана од фосилните горива. If you're getting cars that are many years old, you will have more air pollution. I think older cars, we can see if they're not well tuned, can have up to 10 times the air pollution of a new car. So surely it's not a good policy to be able to allow cars to be operating that are environmentally dangerous. You either would need a regulation that prevents cars being exported that are old cars, right? So this is, I think, the only thing that EU or anybody else could be doing. Or you need to prohibit people buying these old cars within the countries specifically. Меѓу 2013 и 2023 година, во Македонија се увезени 315.316 користени автомобили, 22.716 товарни возила на старо и 2.268 користени автобуси, или вкупно 340.300 употребени возила се увезени во земјата во една деценија. Првичната замисла беше тие автомобили да се претопат, затоа што автомобил кој што веќе еднаш е субвенциониран за да се замени и за кој што се добиени субвенции, понатаму не смее повеќе да се воведува во промет. Меѓутоа тоа се случи. За многу кратко време од ЕУ, значи од Германија, од Франција, од други држави кои што ги имаат тие масовни субвенции, десетици илјади автомобили замина на пазари како што е нашиот соседен пазар, бугарскиот, Романија и други пазари. Тоа е причината зошто тие автомобили одеднаш станаа толку ефтини и зошто толку масовно беа донесени тука. Дарко Јаконов објавува текстови за автомобилизам од 1994 година и како познавач на браншата оценува дека проблемот со увезените стари автомобили е што имаат отстранети ДПФ филтри, на кои се натрупуваат PM частичките. Филтрот е скап и на увозниците не им одговара, значи нефункционалниот ДПФ филтр да го заменат, затоа што и цената по која што возилото ќе треба да го продадат ќе биде повисока. А од друга страна не постојат строги норми, строги проверки кои што ќе спречат таквите возила да се употребуваат. Самитот на ОПСЕ во Скопје во ноември покажа дека затворените улици и намалениот сообраќај можат да влијаат на добивањето чист воздух. Јаконов објаснува дека при брзо возење се ослободуваат повеќе PM частички, па затоа треба да се применат примерите од странство. Тоа се зони со брзина ограничена на 40-30, а дури и зони во кои што ќе биде дозволено да влегуваат само возила кои што задоволуваат одредена еколошка норма. Тоа може да се постигне со ограничување на користењето на возилата на денови, значи во денови кога ќе биде висока загаденоста, во одредено подрачје од градот ќе може да пристапат само возила кои што би имале, например, зелена налепница или жолта налепница, соодветно на емисијата на количината на емисија која што ја имаат. Додека на скопските улици има премногу автомобили, нив ги нема доволно кај инспекторите. На располагање имаат град Скопје 64 инспектори, меѓутоа до сега проблемот кој што го имаате немаат возила. Значи, за да биде ажурен еден инспектор кога ќе има пријавување во моментот, за да може да стигне до локацијата, потребно му е возило. Јас можам да видам дека во град Скопје
пример, има многу мал број на инспектори кои што едва работат во 2, а камоли во 3 смени, иако градот упорно тврди дека работат во 3 смени, ние директно знаеме дека не може да постигнат и немаат луѓе кои што се активни во 3-та смена. На државно ниво сигурно е уште пострашно. Бидејќи имаме државен инспекторат кој што треба цела држава да контролира. И сите објекти кои што имаат интегрирани дозволи, а тие се многу, се раководени од моќници, кои што да дојде еден инспектор, кој е неговата заштита, доколку некој му се закани или доколку некој му подаде мито. Немаме некој систем кој што може да ги одбрани и оние инспектори кои што сакаат да работат, а камоли да ги контролира оние инспектори кои што се решени да не работат. Во Државниот инспекторат за животна средина фалат 48% од потребните инспектори. Директорот вели дека инспекторите заминуваат во приватниот сектор за повисоки плати. Проблемот со загадениот воздух го гледа во бетонизацијата на градот, непочитувањето на законот за зеленило со кој 20% на секоја градежна парцела треба да бидат со зеленило, како и во недостатокот на регулатива. Не е донесен правилникот за квалитет на цврсти горива, како што се дрвата и јагленот, и имаме проблем околу сите оние кои што пласираат на пазарот пласираат цврсти горива. Тој правилник треба се донесе и каде што ќе се регулира квалитетот на цврстите горива, како не би истите допринесувале за дополнително загадување на амбиенталниот воздух. Користењето на влажни дрва создава повеќе чад, повеќе штетни честички, а ги оштетува и оџаците. Во Министерството за животна средина велат: продажбата и видовите на дрва што се продаваат не можеме да ги контролираме, но затоа го едуцираме населението. Додека населението се едуцира преку социјални мрежи да не се грее на влажни дрва и да купува енергетски ефикасни печки, значителен број од јавните институции користат системи за греење, кои како гориво користат екстра лесно масло за горење, нафта и дрва, додека одреден број користат мазот, главно здравствени установи, како гориво за греење. Јагленот како гориво е незначително застапен. Цената на аерозагадувањето е повеќекратна, економска, социјална и цена што ја плаќа здравствениот систем. Загадениот воздух и појавата на магла во земјава влијаеле во минатите 10 години, по 20 летови годишно да бидат пренасочени, откажани или вратени назад. Неџмедин и неговите соседи, авионите ги гледаат само на небото. Пред зајди сонце, тој успеа да најде парчиња дрво во контејнерот за да може да го згрее домот. Таму веќе огнот го распалува бремената нертена, која, иако е во 9-тиот месец од бременоста, не била воопшто на лекар. Па ни пречи, ама нема што да преш. Па ни паѓа мука, мирисо што ни смеќа. Не само мене, моите деца ги смеќа. Ма нема што да преш, тоа е сиромаштија, нема никаква помош од никого и мора да запалиш. Едва ги храна моите деца и немам пари да одам во лекар секој месец да платам по 600 дена. Со Неџмедин го измеривме аерозагадувањето во живеалиштето. Вредноста над 500 според американскиот стандард за квалитет на воздух покажува дека живеењето во таква средина е екстремно опасно и е 10 пати над нормалните вредности. А во тој момент нивото на PM2,5 честичките беше 152 пати над нормалната годишна вредност според Светската здравствена организација. Еве, значи, од што палиме оган, ми се разволи децата. Значи, примат халација, што немаме дрва. Значи, што да кажам, многу загадување имам натре. И така ми се развола децата. Кажи ми, дали некој дојде да ве помогне во овие неколку месеци? Дали некој дојде да ве праша како вие овде се греете? Не. Никогаш нема никој дојдено да ве праша како вие овде се греете? Не, никогаш. Значи, никој не ни прашал до сега.